19-то издание на Скопскиот Визар маратон. Оваа година, токму 1 октомври, ќе биде датумот кога ќе се одржи новото издание на Скопскиот Визар маратон. Токму на 1 октомври улиците во главниот град ќе бидат резервирани за тркачите и за тркачките кои што ќе земат учество во ова ново издание на маратонот. А секако за сите детали за Скопскиот Визар маратон, секогаш ја имаме организаторката Гордана Кузмановска-Николовска. Гоца, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро и благодарам што секогаш ги пратите новостите, поготово од спортот, од збиднувањата во Скопје, и ми е многу драго бидејќи сте вие активни учесници. Така да, Алфа телевизија, јас ве поздравувам, другите да се огледат на вас. Да, среќа што нема местенки овде во Скопскиот маратон, па можеби некој ќе си помислеше дека ние ќе ја добиеме наградата. Немаме такви предиспозиции, нели? Да се навратиме на маратонот и оно што ќе се случува на 1 октомври во Скопје, веќе 19-то издание. Како пораснавте, Гоца, низ годиниве, еве, и како стигнавте со тој голем ентузијазам за да дојдете и до ова 19-то издание на Скопскиот маратон? Првите маратони се имаат одржано 97 и 98 како два настани, но поради неможноста да се најдат доволен број на финансиски средства, настанува еден период на паузирање. 2007 година на иницијатива на тогашниот евроамбасадор Ерван Фуере, на нашиот тогашен председател Ѓорѓе Кузмановски и тогашниот градоначелник Трифун Костовски се обединија во идејата дека секој еден главен град има белег, а тоа е од спортот, а тоа е маратон. Не ги обединува маратонот само спортистите, тоа е еден настан кој што привлекува голем број на туристи. Првата година започнавме само со полумаратон 2007 година и имавме некаде околу 700 надпреварувачи. Скопјани во тоа време не беа подготвени, значи не бевме македонците народ кој што има една изразена спортска не бевме изразена спортска нација, рекреативци повеќе да, но не веруваа што може да се случува. Така да во 2008 година веќе рековме ќе правиме маратон, почна да доаѓаат организирано и странци и бројот почна да се зголемува. Во годината, најубавата година пред короната, 2019, да имаме 12.500 надпреварувачи. Секако тежок е тој број да го надоместиме овие изминати неколку години. И оваа година очекувам дека полека ќе стигнеме до таа бројка. Низ сите овие години се учевме и ние како организатори, се учеше и градот како да живее, се создаваа нови трчачки дружини, се создадоа нови спортски клубови, нови атлетски клубови, се создадоа врвни атлетски имиња, актуелни рекордери, од кои очекуваме дека ќе имаат и врвни резултати, така да паралелно со развојот, со раѓањето на идејата да се возобнови Скопскиот маратон, се создадоа бележја на градот Скопје, на спортот, на атлетиката воопшто, и сега Скопје се наоѓа на мапата високо како еден настан кој што нуди можност да се обезбеди норма за учество на европски, светски и на олимписки игри. Идеална рамна патека, тоа што врвните атлетичари го сакаат, е идеална патека. Времето некогаш знае да биде потопло, тоа што ние го посакуваме, но веќе не можеме ништо да предвидиме кога ќе биде сончево или кога ќе биде дождливо, но сепак на врвните надпреварувачи не им смета ништо, тие се научени да се подготвуваат во секакви временски услови. Бројот на странските учесници се зголемува, поддршката која што имаме од Агенцијата за млади и спорт, град Скопје, јавните претпријатија, Европска унија, еден куп добронамерни фирми кои што сакаат да помогнат во одржување на овој настан, создава една добро организирана манифестација во која што сите уживаат. Ние како организатори сме задоволни и среќни затоа што има голем број на луѓе што повеќе се бават рекреативно, отколку да не знаат како да си го поминат слободното време. Тоа создава до здрава нација, која што ги пренесува своите навики на помладите, на своите деца, и мислам дека како општество созреваме. Единствено што ни недостасува на нас, скопјаните, е публика,
Па така оваа година сакаме да имаме повеќе музички точки, сакаме да имаме повеќе интеракција. Ги замолувам сите скопјани кои што се долж патеката, па и оние подалеку, да излезат во поддршка на маратонците, бидејќи 42 километри е должина која што не може да ја истрча некој што не се подготвувал долго време. Да, но да не ги обесхрабруваме нели луѓето кои што и така рекреативно или понекогаш трчаат, доколку не можат нели да истрчаат маратони, не се физички подготвени, можат да се пријават на некој од помалите трки нели кои што ги има кои што ги нуди нели Скопскиот маратон, тоа е нели полумаратонот и останатите трки кои што ги нуди маратонот. Така е, секој со својата способност, секој знае во каква физичка подготвеност се наоѓа, дури и тие кои што не рекреирале долго време, кои што не се бавеле со спорт долго време, можат да почнат. Имаме 40 на дена, лесно да пешаат, да почнат да трчаат. Трката од 5 километри, онаа која што е најмасовна, на која што имаме најголем број учесници. И оваа година, мислам дека 7-8 илјади ќе имаме сигурно. Еуфоријата сигурно ќе ги понесе. Ќе истрчаат, ќе ја изодат. Но верувајте дека никој не е запрел само со една трка. Ги понесува да продолжат понатака не за да станат државни прваци. Туку тоа е еден момент кога се докажува самите себе дека не сме остареле, дека можеме да се грижиме за своето здравје, дека можеме да рекреираме. Колку повеќе сме во спортот, толку ќе имаме поквалитетен живот. И после 2 години најмногу луѓето, учесниците кои што се на 5 километри, знаат дека 5 километри не им е доволно, подат на следната трка. Штафетен маратон, тоа е екипа од 4, може да биде мешана, само машка, само женска. Таа е трка со најсмешни имиња. Си се договараат кој како ќе трча, значи 9-11, 9-11 или како ќе се определат кој каде ќе стартува. 4 кога ќе ја завршат таа трка, тај трка што е во склоп на Европската Унија, и добиваат медал која што во целина, кога ќе се спојат сите 4 дела, секој што добива свој медал, дава една целина, една совршена медалја која што ќе откриеме наскоро како изгледа. За оние што се уште поспремни, има 21 097 метри, тој трка полумаратон и тука имаме најголем пораст на учесници. И можам да потврдам дека македонските полумаратонци во изминатите 10 години направија таков скок во резултати, да мислам дека ни самите учесници не веруваа колку ќе бидат добри. Да, браво и честитки, нели тоа покажува дека сепак се и тоа како од корист овие спортски настани кои што се одржуваат нели секоја година, како маратонот, така и оние нели други трки кои што произлегоа од Скопскиот маратон. Гордано, до кога трае пријавувањето? Веќе е во тек одамна за Скопскиот маратон, но до кога еве може да се пријават сите оние учесници кои што сакаат да бидат дел од 19-тото издание на маратонот? Пријавувањето се одвива во неколку фази. Во моментот е 3-та фаза и таа е фаза кога до крајот на месец, односно до 30 август, тие што ќе се пријават ќе добијат мајци. Пријавувањето се затвора на 20 септември и овие што се пријавуваат од 31 август до 20 септември нема да добијат мајци, бидејќи ние како организатори нарачуваме големи количини во сите потрепштини што ни требаат, така да тоа е еден мотив побрзо да се пријават надпреварувачите. Јас искрено мислам дека може ќе ги мотивира овој разговор порано и да почнат да се спремат и да се пријават, но што е многу важно за околу целата подготовка и околу целото пријавување, сите информации ги имаат на веб страната. Може да прочитаат каде е патеката, кога се стартува, да не се губи време, да прашуваат луѓе кај беше, како беше. Значи сите информации, сите прашања што ги имаат слободно може да не прашаат. Сега во информација која што се уште не е објавена, ќе објавиме во следните 2 дена, е подигнување на стартните пакети во соработка со Македонскиот олимписки комитет, со Скопски саем. И ние ќе се организира спортски маратон експо, каде што ќе се подигнуваат стартните пакети.
и тоа ќе се случи во спортскиот центар Јане Сандански, но покрај тоа што Скопски сајм ќе понуди таа содржина и ќе биде наменета за спортисти и за маратонци, секако ќе има и дискусии и средби помеѓу врвни надпреварувачи, спортски доктори, нутриционисти, нешто што ќе понудиме една програма на која што многумина кои што сакаат да полемизираат или да добијат некоја информација, ќе се најдат на правото место. Да, навистина ова е еден или новитет кој што е за Скопскиот визар маратон, но и ајде да ги потикнеме па и луѓето кои што немаат можност нели да трчаат, не се физички способни па да излезат нели на улиците и да ги бодрат луѓето кои што ќе се пријават и ќе бидат учесници на овогодинешното издание на маратонот, но и да ги споменеме дел од улиците каде што ќе се трча оваа година маратонот. И годинашна патека ќе биде иста како и минатата. Ние имаме сертификат, од кој што не можеме да излеземе. Тој сертификат има важност 5 години. Патеката, стартот и целта ќе биде пред собранието. На Македонија се трча во правец кон Карпош, значи ќе се трча исклучиво по митрополит Теодоси Гологанов. До Хром се враќаат полукружно назад. По истата улица се одминува покрај собранието и се трча по Трета македонска бригада до крајот. На семафорите кај Лисиче се врти лево покрај Джеваир зградите до Бисер полукружно назад. Кога ќе стигнат во центар, тоа е само еден круг и тоа е само полумаратон, маратонците имаат уште еден круг. Очекуваме околу 350 маратонци и нив им е најтешко. Така да молам и се претежно странци кои што немаат втор впечаток да добијат прва импресија за какви сме скопјани, колку сме гостопримливи. Ги замолувам сите скопјани да излезат, да дадат поддршка. Нека спремат било какви музички инструменти дома направени. Минатата година имавме одлични домакинки со тенџериња кои што излегоа и ги поддржуваа. Меѓутоа и со музички кутии, со звучници. Имавме и доста музичари кои што ги ангажиравме. Сето она што може да им помогне, да им дадат едно парче лимон, чаша вода дополнително, верувајте дека е бенефит за нас. Не знаеме кога точно повторно ќе се вратат сите тие странци да се воодушевуваат на Скопје, ама се враќаат. Гордана, ви посакувам уште едно успешно издание на маратонот и секако веруваме дека и наредната година која ќе биде едно јубилејно издание, дека ќе понуди многу повеќе работи, дека ќе дојдат многу повеќе учесници од она што ќе се пријават оваа година. Јас се надевам прво да го завршиме ова 19-то како успешно, а подготовките за 20-то издание се веќе отпочнати. Посакувам на сите гледачи на Алфа телевизија да бидат во добро здравје, да бидат во добро расположение, да се бават со спорт колку што можат, а секако да се пријават на Скопски маратон и екипата на Алфа телевизија се надевам дека ќе ја видам со нови рекорди оваа година. Да, така е, бидете физички активни, тоа е половина здравје, пешачете, трчајте, подготвувајте се за она што ни доаѓа веќе на 1 октомври, 19-тото издание на Скопскиот визар маратон. Стартот е во 8 часот пред собранието на Република Македонија, а пријавувањето трае се до 20 септември, така што побрзајте.